Здраво! Денеска за прв пат лайв ќе прочитам една многу интересна приказна. Младата гусарка. Се беше еднаш една старица која живееше во трошна кукичка, скриена во шумата. Незиното единствено богатство беа неколку гуски и секој ден таа одеше да собира трева и диво овошје за себе и за птиците. Па натоварена со голема кошница на рамениците се враќаше дома. Еден ден едно маладо момче со благородничко потекло јаваше на својот конј, кога ја виде старицата како се мачи со тешкиот товар и се понуди да ја помогне. Кога стигнаа од домот на старицата, гуските се враќаа дома, водени од гусарката која беше нечиста и грда и облечена во издверени крзнаа. Старицата ја представи како своја ќерка и за да му се заблагодари на младото момче за помошта, му даде прекрасно смарагно кутиче и му рече: "Земи го ова кутиче зелено, пред да си појдеш, и запомни, со него среќата сама ќе ти дојде." Младото момче си го продолжи патот и стигна во еден голем град. Момчето сакаше да ги запознае кралот и кралицата на таа земја, па отиде во кралската палата и реши да го подари смарагното кукиче на кралицата. Кога незиното височество го отвори и виде еден бесценет бисер внатре, силно заплака и му ја раскажа нејзината приказна. Еднаш имав 3 ќерки. Најмалата беше многу убава и имаше посебен дар. Кога плачеше место солзи, од нејзините очи се ронеа бисери, токму како овој. Но за несреќа еден ден, поради едно неразбирање, татко и кралот ја протера од палатата. И од тогаш не можеме да ја најдеме. Те молам, кажи ми кој ти го даде бисеров? Една старица што ја сретнав по пат и одговори: "Те молам, одведи некај неа", го молеа кралот и кралицата. И така, тројцата веднаш заминаа во шумата. Кога стигнаа во близина на кукичката на старицата, ја здогледаа гускарката покрај еден поток. Таа ги имаше соблечено крзната и се подготвуваше да се измие. Во мигот кога водата ја ги изми правот и нечистотијата што ја покриваа, девојката заблеска во сиот свој сјај. Беше навистина прекрасна. Кралот и кралицата веднаш ја препознаа нивната загубена ќерка и се стрчаја да ја прегрнат. Ни солзи ја молеа да им прости за сето страдање што и го нанесоа. Младото момче, восхитено од убавината и великодушноста на девојката, ја побара нејзината рака, а нејзините родители со задоволство му ја дадоа. Потоа старицата им приде и им подаде на девојката едно ковчеже, во кое беа сите 3 бисери што ги исплакала откако татко и ја протерала од дома. Всушност, старицата беше самовилата нареченица која и го нарече дарот на рони бисери кога ќе плаче. А за да ти се заблагодарам за сета работа што ја заврши за мене сите овие години, сакам да ти ја подарам мојата кукичка, додаде старицата. Откако ги кажа овие зборови, старичата исчезна, а незината трошна кукичка се претвори во раскошен замок во кој младенците се живееа среќно за секогаш. За утре ќе имаме уште една или 2 приказни, 3, и со тоа ќе завршиме со браќата Грим, така да поздрав еден голем од мене, чувајте се и пишете во коментар ако имате некоја приказна што сакате да ви ја прочитам деновиве. Чао, поздрав и се гледаме утре.